Владата ги замрзна цените на основните прехранбени производи. Од денеска, трговците нема да смеат да ги покачуваат цените на лебот, шеќерот, брашното, маслото, млекото, месото, сирењето и урдата. Ваквата одлука на предлог на Министерството за економија мина на владина седница, а ќе важи до 31 јануари. Владата на денешната седница донесе одлука за замрзнување на цените кои се применувале на 1 декември 2021 година во трговијата на големо и трговијата на мало, на леб, шеќер, брашно тип 400, сончогледово масло за јадење, трајно млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5%, свежо месо и совомеснати производи, сирење и урда. Од оваа одлука исклучени се цените на привремените попусти кои важеле на 1 декември, информираат од владата. Граѓаните пак велат оти одлуката е задоцнета, бидејќи цените на основните прехранбени продукти и онака се веќе драстично покачени. Па ако веќе замрзнуваат, нека замрзнат како што било понапред, а не сега. Тоа е за мене право замрзнување, а сега ако ги покачиле, они веќе искористиле тоа. Добро, и тоа е добро, оти може пак да покачуваат уште повеќе. Да речам, сите производи се за кој како, 5 динари, 2 динари, 10 динари, 15. Кашкавал, например, бил 430, сега е 480. Меѓу другото, и горивата во нашава земја прилично високи цени имаат и така натака. Да, сигурно дека требало владата понавреме да размислува за тие можности, за тие потреби и како да кажам, поддршка на некаков начин и барем индиректна кон граѓаните и кон потрошувачите. Минатата недела Србија ги замрзна цените на основните прехранбени производи за 2 месеци со цел да се отстранат штетните последици и да се спречи нарушување на пазарот. Таму цените не смеат да бидат поскапи отколку што биле на 15 ноември. Српските власти им наложија на производителите да не смеат да испорачуваат количини помали од просечните за последните 12 месеци, а за кршење на ваквите одредби предвидени се и големи парични казни. Хрватска пак ги замрзна цените на нафтените деривати во период од 30 дена, како дел од обидите да се стави под контрола поскапувањето на енергенсите.